Пред 2 дена во Собранието на Република Македонија, група на пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата поднесоа предлог на закон за докторска дејност. Со овој закон би се уредиле условите, односно организацијата и начинот на вршење на докторската дејност, понатаму правата и должностите на докторите на медицина, исто така ќе се врши контрола на докторската дејност, како и вреднување на докторскиот труд. Со овој закон е исто така опфатена и лиценцата за работа на докторите на медицина, односно незиното издавање, продолжување, одземање или прекин на незиното траење. Значи, опфатена исто така и комората на лекарите со незините надлежности, основање и начин на функционирање. Она што би сакала да го истакнам како значајно во делот на овој закон за докторска дејност, а тоа е членот 26, што се однесува во кој што е предвидено вреднување на докторскиот труд за прв пат, значи како новина, односно се утврдува висината на платата според колективен договор, која што плата се однесува за лекарите специјалисти и за општите лекари во примарното, секундарното и терцијарното здравство на ниво на Република Македонија. Така предвидено е, значи, платата за лекарите специјалисти да биде не помалку од висина на 4,5 просечни месечни плати, сметајќи ја за просечна платата од март 2017 година, што во денари тоа би изнесувало не помалку од 100.000 денари, додека за општите лекари да биде платата не помалку од 2,5 просечни месечни плати или не помалку од 56.000 денари. Покрај вреднувањето на докторскиот труд, од огромно значење во овој закон е и воведувањето на загарантирана минимална плата, која што ќе важи за сите лекари на ниво на Република Македонија. Исто така, не од помала важност со овој закон е и можноста на лекарите специјалисти за прв пат, значи уредено со закон, да можат да направат одбивање, односно да можат да препратат пациент кај свој друг колега од истата специјалистичка дејност, во оние случаи кога пациентот нема добро да соработува со лекарот, нема да ја почитува неговата терапија и слично. Значи, овој пат со закон лекарите специјалисти ќе го имаат ова право. Значи, на ова законско решение ВМРО ДПМН работеше повеќе од 3 години и во истото се нудат долгорочни решенија за лекарите на Република Македонија. На овој предлог закон исто така му претходеше и повелбата за заштита на достоинството и угледот на лекарите, која што во ноември 2015 година ја подпишаа тогашниот министер за здравство Никола Тодоров и представници на Лекарската комора на Македонија и на Македонското лекарско друштво. Ова го споменувам се со цел, иако јавноста добро знае, значи да повторам дека ВМРО ДПМН и досега работеше на унапредување на здравствениот систем во Република Македонија, а ќе продолжи и понатаму, без разлика што сега е во опозицијска положба, значи продолжуваме да се грижиме, да работиме за унапредување на секој сегмент од животот на Република Македонија.